Добар ден, почитувани гледачи, или добро вечер, како сакате. Зимските денови имаат една долга растеглива форма. Ако не се сменеше времето, потемно ќе одивме на работа, потемно ќе се враќавме, нели? Ама ќе издржиме до 22 декември. Изборите во Македонија добиваат своја нотка, своја висина на терцата, како што велат музичарите, се употребуваат термини, квалификации, некои се вообичаени, некои се невообичаени за изборите, за нас вообичаени, едно што барем оваа прва недела од изборите се појавува како приказна или модерно речено како нарација е дека се безпоштедни. И тоа е дека едната со другите страни, едната со другата страна настојува не да ја замени, да ја победи. Како ќе биде до крајот на кампањата ќе видиме. Веројатно за момент ќе стигнат малку ваквите тонови за да на крајот као кресчендо добијат тој така оперетски дел. Ќе видиме како ќе биде. Во секој случај моето мислење е дека едно ниво на толерантна комуникација или културно домакинско воспитано однесување не е на одмет. Но ќе си донесат политичарите сами одлука околу тоа. Што е тоа што ние како надгледувачи на сето ова го имаме во перцепција? Еве да кажам јас, излезе некој од политичарите кои бараат доверба од вас, а веднаш позади нив има членови, поддржувачи, кандидати на листи и едно интересно запазување е дека воглавно се млади луѓе. Тоа го видел и новинарот на хрватската телевизија, правејќи еден прилог за изборите за Македонија, вели во Македонија младите луѓе сакаат да бидат политичари. И овде се изведува една цела теза за јувенализам, за подмладување или зошто е тоа така, зошто младите луѓе сакаат да бидат политичари. Дали тоа е излаз од една состојба на духот или сметаа дека тие треба да ја преземат одговорноста за општеството? Не знам. Јас ќе поставам прашања, вие ќе ги следите нивните одговори, а одлуките ќе си ги донесете сам. Мојот денешен гостин, да напоменам според правилата според законот за избори, за изборниот законник, има две функции, но во секој случај кај мене како гостин е во една од своите улоги, каде што барем мене ми се важни неговите стави, а се важни и за сите гледачи од Источна Македонија, бидејќи се работи за висок представник на една од политичките елити. Течо Мусунски е член на извршниот комитет на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН и ја така ја конципирав темата за да видиме што тоа младите ги привлекува кон политиката и од каде толку самодоверба дека тие треба да го моделираат времето во кое што живеат. Добро дојдете во моја емисија. Добро ве најдов. Драго ми е да гостувам во вашата емисија и да имам можност да дискутирам за теми кои што ќе допрат до сите граѓани од Источна Македонија, од дел од нашата земја од кој што потекнувам, каде што имам многу пријатели, многу драги луѓе, мој семејство живее во Источна Македонија. И се надам дека ќе имаме и понатамошни прилики, се што нема да можеме денес да успееме да дискутираме, да продолжиме во некоја наредна емисија. Така, во онај другиот дел ќе имаме многу прашања, бидејќи вие сте заменик министер во Министерството за информатика и администрација, каде што грото од прашањата кои презлегуваат во овие анкети ги допираат, нели, анализата на вработените во администрацијата и така натаму. Но тоа ќе го оставиме низ еден друг ракурс, вие како асистент на правниот факултет, но и како политички работник да видиме како тоа го согледувате. Вие сте млад човек. Што мислите за ова анализа на Јосиф Влаховиќ кој го направи прилогот за Македонија? Младите луѓе во Македонија сакаат да се занимаваат со политика. И зошто тоа го прават? Морам прво да ви кажам дека не сум го видел конкретниот прилог, но сме сведоци дека во последните години има дебати на овие теми. А која е улогата на младите луѓе во политиката, дали е тоа во Република Македонија? Но би рекол дека тоа е тренд кој што го имаме низ земјите од европскиот континент, Северна Америка, и тоа прашање се отвора, се дискутира често за него.
А јас споменува, простите, се споменува улогата на министер за надворешни работи на Австрија Себастијан Курц, кој е убедливо најмладиот министер во Европа. Да, и токму господинот Курц е председател на Јунге ОВП, на политичкиот подмладок со кој што ние заедно сме членки во подмладокот на Европските народни партии. Така да доаѓа од наша сестринска политичка партија, тоа значи дека е еден тренд кој што го следат центарот десницата ширум Европа. Би рекол дека постојано јас кога зборувам за оваа тема, кажувам дека политиката не е ексклузивитет на ниту една генерација, туку напротив, ние треба заедно преку тој сет на вредности, преку тие знаења што ги имаме, да се надополнуваме едни со други. Младите носат енергија, носат нови знаења, адаптибилни се кон современите технологии. Но луѓето кои што се во некоја друга возрастна граница, имаат огромни искуства, имаат знаења стекнати во други периоди од нивниот живот, и сметам дека во политиката, дали е тоа со раководење на конкретни органи на управата, дали е тоа со раководење на политички партии, ние треба комплементарно да действуваме едни со други. Бидејќи крајната цел на политиката, јас постојано велам, е јавна служба. На англискиот јазик велат public service. И тоа е нешто за што ние заедно работиме. Ние работиме во интерес на граѓаните. Ние имаме некоја моќ преку нашата политичка функција, дали е тоа во партијата, во законодавен дом, во извршна власт. Но таа моќ има ефект само доколку се користи за подобрување на животот на граѓаните. И од тука функцијата на младите луѓе е да бидат тековно вклучени во политичките процеси. Секој млад човек одбира како ќе го направи тоа. Некој одлучува тоа да го прави преку подмладок на политичка партија, како што јас сум одбрал. Некој може тоа да го работи преку невладина организација. Можностите за општествено действување на младите луѓе се широко отворени, како во Република Македонија, така и на глобално ниво. Ние треба да одбереме како ќе помогнеме Република Македонија да движиме напред. Јас тоа сум го препознал во ВМРО ДПМН. Политичка партија е предводена од господинот Груевски, кој што има визионерски пристап за како Република Македонија треба да се движи. Областа на економијата, областа на инфраструктурата. И сметам дека ова е политичка партија која што преку своето практично действување на теренот, а тоа го гледам и сега во овој изборен циклус, мора да се бави со политика, но не ексклузивно. Примарно се бави со политики. И тука има многу голема разлика во действувањето. Позитивна кампања. Кампања базирана на конкретни дела и конкретни проекти. Евака сега, бидејќи тезата вие според вашите генерација одржлива, јас ќе поставам една дилема. Велат вака дека човек, вообичаено е во светот, дека човек мора да има општествено потврдување или модерно, вие велите, факторизација, да се факторизира во делот каде што тој му е примарно занимањето, да биде, да кажеме, вие се обидувате да се остварите во областа на правото, во педагогијата на правото, поточно во риското право. Некој друг да го направи тоа. Потребно ли е човек да се реализира како личност до некаде, да се факторизира во својата струка или занает, што би рекле во овој дел од нашиот дел од Македонија, па подоцна да биде општествено активен. Вака имаме истовременост, но нешто мора да се изгуби. Ние знаеме дека овие млади луѓе се занимаваат со политика, но што е нивниот занает? Јас од лично искуство можам да ви зборам, јас сум ангажиран на правниот факултет, првично ја почнав својот работен ангажман како демонстратор, за сега да имам статус асистент докторант кој што ми е во мирување. Таа професионална работа која што ја вршам од 2009 година па до 2015 кога бев избран за заменик министер во владата на Република Македонија, ја вршев во две области. Едната е, како што спомнавте вие, педагошката, наставната област, а втората е научниот елемент, објавување на трудови, публикување на учебници. И сметам дека за мојата возраст сум постигнал некој успех. За мене е предизвик тоа искуство што го имам до сега стекнато во мојот професионален развој, да можам да го применувам во интерес на Република Македонија. Ова е еден тежок политички период за нашата земја, последните неколку години. И сметам дека знаењето што го имам акумулирано, искуството кое што го имам во мојот досегашен професионален развој, во овој период можам да го ставам во интерес на нашата држава, во интерес на мојата политичка партија, а јас тоа го гледам како еден процес каде што работам во интерес на граѓаните. И тие се резултатите кои што треба тоа ние што го можеме да го дадеме, да го примениме во праксата. Но секако, како што реков, младиот ентузијазам треба да биде споен со искуството од возрастните и тука да направиме, јас велам, една идеална симбиоза.
може би се наоѓа и во нешто што сам рекол, и менталитет. Слушајќи ве како зборувате, велите, јас сваќам мојата активност во државата, па и во партијата, како public service, значи моите сограѓани, моите граѓани не се поданици, кој што јас сум и владетел, туку јас сум сервис на граѓаните. Чувствувате ли ка вашите генерации промената на тој вредносен систем, бидејќи сите постари генерации во главата имаат пред се вроден код во кој што тие се поданици на државата, а власта си се остварува. Тоа е вредностна работа. Се менува ли тој код? Верувам дека има некои статуци од претходниот систем, од социјализмот со кој што постои Воопшто, тоа не е само социјализмот. Да. Тоа е едно време во кое што се живеело. Сите монархии во светот се поданици, меѓутоа британците не се помалку граѓани. Да, но фактот дека развитокот на либералната демократија на глобално ниво носи еден таков пристап. Живееме во ера на транспарентност. Живееме во ера кога младите имаат отвореност до многу голем број на податоци, каде што пристапот до информатичката технологија им возможува да реализираат не само пристап до информација, туку да реализираат своји бизнис идеи преку интернет, да работат онлайн, да реализираат многу активности кои што претходно не биле толку лесно пристапни во мала земја како што е Македонија. Воопшто не присутствувам живееме во друга ера на живење. Во друг период на човечкиот развиток, една дигитална ера, и од тука сметам дека се поголема ќе биде потребата од младите луѓе да го даваат својот општествен придонес. Така. Сега постои уште една дилема, постојано ќе поставам вакви прашања. Колку ги образува вас, младите ве образува, бидејќи се занимавате со политика, ставот кој е околу вас или ставот кој ќе го искажете? Ово ви го поставам како прашање, бидејќи за овие 25 години многу малку може да ги врземе политичарите за став, бидејќи многу често ги минуваат и политичките провиниенци, скоро и да нема политичар што не променил по неколку партии, или сте млади да го тоа направите. Но што сметате, дали дадениот збор или став по одредено прашање го обврзува политичарот? Тоа е најголема обврска на политичарот. Да даде ветување кога е сигурен дека може да ќе го реализира тоа. И токму тука е улогата на мојата политичка партија, ВМРО да помене. Во овој изборен процес ние одиме напред со една политичка програма која што нарекуваме реално. Реално значи сетна мерки, сетна идеја, една голема програма од 588 страници, ако се сеќавам на точниот број, кој што нуди конкретни проекти со рок на реализација, со датум на реализација, насочени кон решавањето на најситните проблеми кои што ги имаат граѓаните во нивната локална заедница, во секое село, во секој град, но решавањето и на најкрупните проблеми во Република Македонија. Проекти кои што се инфраструктурно круцијални за развиетокот на македонската економија. Изградба на нови автопатишта, како што имаме изградба на многу автопатишта и експресни патишта, посебно фокусирани и во Источна Македонија. Автопатот Миладиновци Штип, експресниот пат Штип Кочани, експресниот пат Штип Радовиш. Сето тоа значи дека политичарите имаат обврска да применуваат реална политичка програма. Тоа го прави ВМРО да помене. И затоа јас верувам во врска со вашето прашање дека сум на вистинската страна во политиката. Дека работам во политичка партија каде што мојот збор и зборот на младите, посебно на унијата на млади сили, е разбран. Гледаме широк сет на проекти за млади луѓе, проекти кои што се фокусирани на многу области, студентски стандард, образование, здравство, проекти кои што младите дел не ги кажале, дел ние во соработка со експертски групи ги имаме изработено. А токму денеска моето присуство во Штип е врзан со промовирање на проектот part-time работа за студенти. Проект кој што ќе овозможи млади луѓе кои што се на студии на јавни или приватни универзитети да може да реализираат 4 часовно работно време, а компаниите кои што ќе ги вработат на период од една година да бидат ослободени од социјални предонеси, од данок на доход. Тоа значи всушност државата да инвестира во адаптибилноста на младите луѓе на пазарот на труд. На почетокот преку part-time работа, но понатаму тие да стегнат некои искуство кои што можат да го применат. И токму тука јас се гледам улогата на политиката во Република Македонија. Политика која што е базирана на политики, на конкретни мерки
кои што се од значење на граѓаните, кои што се од значење за секој млад човек. Од големо значење за Источна Македонија и проектот Рурални развојни зони. Цела Македонија, сите села добиваат скоро сличен статус како технолошко-индустриските развојни зони. А Штип ги има видено придобивките од технолошко-индустриските развојни зони. Многу странски инвеститори. Сега тие придобивки ќе ги имаат и национални и меѓународни инвеститори кои што ќе одлучат да ги развијат нашите рурални средини. Мораме да работиме Република Македонија да биде уште подобро место за живење. Стапката на невработеност ние ефективно ја намаливме, создадовме нови работни места. Но тука не застанува нашата работа. Постојано волам нешто кога некој ме прашува за терминот реформа, ќе рече правите реформа на јавна администрација, правите реформа на правосудство. И работиме на тоа. Ама реформата, како збор, е континуиран процес. Така нема застанување. Нема застанување во ниту една област. И од тука ние мораме идеите да ги обновуваме, некогаш да бидеме иновативни и јас велам креативни, да создаваме нови политики, како што рековте вие и како што е мојот апсолутен став, во јавна служба, во интерес на граѓаните, во еден рамноправен и отворен однос со нив. Вака се, господине Мецунски, постојат дилеми. Во оваа кампања се поставија разни експертски прашања, дилеми за водењето на политиката, подошно за аспирациите на Македонија, за незината надворешна политика. Ке се наслушаме до крајот на кампањава на разни тези. Доаѓа ли во преиспитување основната политика на ВМРО ДПМН, а тоа е евроинтеграциите и НАТО пактот, затоа што има многу прашања. И сами го спомнате австријскиот министр за надворешни работи вели дека не смее никој од државите аспиранти кон Европа ни во еден момент да и се дозволи со наша активност да се сомневаат во патот во кој се го одбрале. Без сомнеш, стратешки приоритет на ВМРО ДПМН е евроатлантската интеграција. Тоа значи полноправно членство во Европската унија и полноправно членство во НАТО, за кое што за првото очекуваме отварање на процес на преговори, нешто што неправедно е блокирано од страна на Република Грција. А за второто прашање, повторно неправедно, но тука ги имаме исполнето сите услови, практично станува само таа дилема за спорот со името. ВМРО ДПМН во својата програма определува, но и по своите политики во сегашното владење јасно кажува дека природно место на Република Македонија е во евроатлантските институции. Географски, социјално, културолошки, но и политичка позиција е тоа каде треба Република Македонија да се движи. Ние процесот на европеизација на нашето законодавство, на нашиот однос кон работите, го правиме не заради Европската унија. Тоа е нешто што го правиме заради самите себе, бидејќи се тие највисоки стандарди постигнати на европскиот континент. А членството во Европската унија е нешто што ние го посакуваме како политичка партија и што сметаме дека е потполно право од повеќе граѓани да живеат во Македонија со стандарди кои се нивни во Холандија, тука во Македонија. Да. Сега се поставува дилемата. Низ овие 2 години криза, преку велати подолго време, но овие 2 години ваква криза која што ја гледаме се искристализира низа на документи од Европа кои се образувачки за нас, образувачки се по силата на мокта и патот кој сме го одбрали, нели? Да. Велиме дека утре, ако да се надеваме, ќе се отвори поглавието 23, правна држава, владење на право. Тоа значи дека кој и да ја формира новата влада во 2017 ќе мора да прави реформи во судството, бидејќи од таму не стигнуваат критики континуирано дека судството не е партизирано, политизирано, термините да ги оставиме, дека администрацијата мора на други основи да се направи. Сето тоа се стандарди за нас. Каде е овде предлагањето реформите на ВМРО ДПМН? Ќе се држи до нив? ВМРО ДПМН има направено сериозни ишчекори и во реформата на правосудниот систем. Јас можам повеќе детално одговорам, но верувам тоа е нешто за друга прилика што можеме да го оставиме за реформата на администрацијата, донесувањето на многу системски законски норми од пред 2 години кои што сега се применуваат и остануваме посветени на тоа. А нашата програма опфаќа голем број нови проекти, нови идеи кои што произлегуваат како и од потребата за европеизација, но и од разбирањето на кои се постојните состојби во Република Македонија и што треба да направиме за да одиме понатаму. Сме били и остануваме посветени на таа материја. Укажуваме на тоа повторно дека највисоките стандарди што ги има во Европската унија како стандарди што произлегуваат од самата унија, но исто така споредбено правно гледано и во конкретни земји од членки на Европската унија,
се работи кои што можеме да ги искористиме, да ги утилизираме за подобрување и на правосудниот систем и на јавната администрација. Што значи дека ВМРО-ДПМН и во својата политичка програма реално определува различни проекти од таа област и секако согледувајќи ги постојните состојби кои што ги има Република Македонија и пак истакнем. Правосудство, администрација, континуирано ќе работиме на реформа. Тоа никогаш не престанува. Дигитализацијата, електронските услуги. 10 години да се вратиме, може и 15, таквите трендови во јавниот сектор не постоеле. Сега се повеќе им се потребни на граѓаните. Граѓанинот веќе се може да прави од еден мобилен уред кој што го користи секојдневно. И од тука нашата улога како политичка партија е, јас би рекол малце пред време да ги перцепираме проблемите, а тоа го правиме во една широка консултација. Ние изработката на оваа политичка програма почнавме пред околу година дена со широка посета на граѓаните во нашата земја во трибини на прибирање на идеи. Потоа тие идеи, заедно со наши идеи, ги сконсултиравме многу експерти, домашни и меѓународни, и затоа јас постојано велам, политичката програма реално, која што се надам дека секој граѓанин ќе ја прочита, може би не целосно, но дел кој што него посебно го интересира од гледна точка на локална заедница, професионален развој, е програма која што е создадена од граѓаните за граѓаните. И тоа е еден концепт кој што сметаме дека е соодветен, а сметаме дека има многу проекти кои што допираат до Источна Македонија, до секој дел од Источна Македонија поединечно, но и многу проекти кои што имаат национален опфат, како што се мерките за само вработување, проектот кој што го спомнав рурални развојни зони, многуте проекти за младите во делот на образованието. Сите тие се една одлична компилација и одличен поглед на нашата политичка партија за како треба да се движи ВМРО-ДПМН и Република Македонија во иднината. Така. Овде би поставило една дилема, поточно едно прашање околу водењето на макроекономските политики. Едната е со рамен данок, другата е со, како што другата страна милува да каже, со поправени даноци, ама тоа да го ставиме за економистите. Како млад човек ме интересира. Бидејќи пред се вашата улога како политичар во подмладокот е согледување на проблемите на тој дел од македонската популација или вашите членови, како сакате. Ние се содруваме со една работа во која што пред се, може би не е толку економска, јас така сметам да кажам дека не е толку економска, пред се е психолошка или модерна. И вие и јас сме од Источна Македонија. Ние имаме објективен проблем како вие младите луѓе, млади политичари да им ја вратите надежта на луѓето дека нема потреба да се селат за Скопје, а уште помалку да бидат разни келнери по Макдоналдс, рестораните по Европа и сметајќи дека тоа е едината. Ова се страшни дилеми на вашата генерација, освен скапите телефони со кои што може да контактирате со светот, имате една голема дилема. Дали да останете дома или да го гледате белиот свет? Што е тоа што вие како генерација им го нудите на вашите генерации, а и нам постарите? Миграцијата на пазарот на труд е еден феномен, една појава со кој што се соочува, јас би рекол, целиот свет. Тоа е една природна појава, но секоја држава треба да прави максимум, да вложи максимални напори за да ги задржи младите луѓе во својата земја и да создаде плодна почва за да може тие да развиваат кариери, семејства, да имаме Република Македонија кој што е просперитетна во иднината. Основна појдовна точка од која што секогаш мораме да се навратиме и многу ми е жал некоја што ја користиме таа реторика, но е тешката приватизација на нашата земја кој што остави многу индустријски објекти. Нема праведна приватизација. Не постои можност да се земе од сите да се даде на еден, а да биде праведно. Да речеме дека понекогаш е поправедно од еден на заедницата, ама но споредбено имало многу поправедни модели на приватизација во Европа, во постсоцијалистичките земји отколку што има во Република Македонија. Или се барем поефектни како Чешка, Словачка, Полска. Многу по соодветна распределба на средствата, кај нас имаме стуткување на сите средства на многу мал број на луѓе кои што тој капитал потоа не го реинвестирале, соодветно ставија многу луѓе без работа и тоа е поудобната точка од кој што ние кога тргнавме со нашата работа е една историска невработеност од 38%, практично глобален феномен, јас би рекол. Сега, како да се движи напред Република Македонија? Нашата економска визија, покрај тие јасни макро и микроекономски индикатори кои што мора да имаат како стабилност за понатаму да можеш да развиваш економијата, е
е базиран на неколку концепти. Примерно е привлекувањето на странски директни инвестиции на глобално признати и познати корпорации кои што преку својата дејност нудат многу работни места, кои што тие понатаму ќе инвестираат во нив, бидејќи одвоиле многу средства да инвестираат во Република Македонија, што значи дека човечките ресурси кои што ќе ги обучат, ќе сакаат да ги задржат. Што значи дека тоа се квалитетни работни места кои што се отвараат, но понатаму се стимулираат и многу мерки поврзани со претприемништво. Тука ги напоменав мерките за самовработување, успехот на проектот Македонија вработува, на проектот Македонија вработува 2 и нашата политичка програма содржи многу мерки кои што се поврзани со грантови и кредити за самовработување. Практично секој млад човек доколку има добра квалитетна идеја да може да отвори свој бизнис. Но понатаму во оваа политичка програма идентификувавме нешто што и вие го спомнавте во вашето прашање, а тоа е што правиме со деловите од Република Македонија кои што економски не се толку развиени како главниот град, како поголемите економски центри, Штип, Битола, Прилеп. И од тука произлезе концептот за рурални развојни зони. Да се даваат средства и поволности на луѓето кои што ќе одлучат да инвестираат во руралните средини во Република Македонија. Практично повторно да заживеат селските средини. Исто така, уште еден голем проект кој што е од значење е поврзан со давање на субвенции на компании кои што повторно ќе ги обноват компаниите кои што се биле предмет на таа лоша приватизација, кои што имаат оставено многу луѓе без работни места. И тука многу интересно е што меѓу големите бенефити што се даваат е посебни бенефити за секој вработен лице во една таква компанија кој што повторно ќе се рестартира по 2000 евро од личност, но исто така по 4000 евро доколку се вработи за стечајот. Значи таа е една група која што е една група на наши граѓани кој што е онеправдена во периодот на транзицијата во Република Македонија, во таа една тешка приватизација која што остави стотици илјади граѓани без своите работни места, а Република Македонија ја донесе во една многу тешка економска состојба, од која што ние имаме направено многу да се извлече, дали е тоа ефективното намалување на стапката на вработеност од 38 на 24%, дали е тоа 160.000 нови создадени работни места, но тука не застануваме. Затоа ние во нашата политичка програма кажуваме дека стапката на вработеност до 2020 година ќе ја донесеме некаде околу 18%. И понатаму ќе продолжиме. Таа да достигне некој реален број, нормален број, кој што ќе значи дека секој човек во оваа држава ќе има можност да најде добро, квалитетно работно место во согласност со неговото образование, неговите квалификации. Тоа се идеално. На крајот од емисијава повторно се враќам таму кај што започнав, а тоа е така наречената состојба на доход или состојба на нацијата, состојба на најмладите. Сведоци сме за дека водењето на политиката, припадноста во политичките партии е судбина, идентификација, од неја произлегуваат една низа на анимозитети, па и дури отворени судири. Несватливо е зошто се судираат кумови и братучеди заради тоа што припаѓаат на разни политички партии. Вашата генерација ќе успели да одговори на ова, дека занимавањето со политика е припадност кон одредени вредностни системи, кон одредени вредности. Меѓутоа не е непријателство. Политичките припадници на различни политички на различни партии се можеби противници во политичкиот живот, ама не се непријатели. Ова нам како што не изгледа по старите губи секој смисол на политичка борба, бидејќи е уништување, да не кажам Macedоnische Zustände, само уништување. Има ли одговор вашата генерација? Нашата генерација има обврска да даде одговор на тоа прашање, но би рекол примерно дека политичките партии и действувањето во политичката партија мора да наоѓа своја база, свој фундамент во политичката идеологија, која што може би е растеглива во 21. век, но тоа е една реалност со која што се соочуваме, бидејќи и трендовите кои што постојат не наведуваат во таа насока. Идеолошките форми како ние што ги знаеме од 20. век веќе се предмет на минатото и треба да бидат предмет на минатото, бидејќи не може да се догматизираме според тоа што некој автор или некој теоретичар напишал. Значи ние не мораме да бидеме адаптибилни кон тие процеси, но примерно својата работа во политиката да наоѓаме токму во рамките на таа база. Значи ние да действуваме во заеднички интерес и да имаме кохезија, да имаме разбирање дека сакаме стабилна Република Македонија
и да создаваме консензус по прашања кои што се од национален интерес, заштитувајќи унитарна Република Македонија и заштитувајќи го уставно-правниот поредок. Ние мораме да се бориме за правна држава и негација на истата и негација на уставно-правниот поредок е една најголема опасност што можат младите да го прават при своето политичко действување. Така да тоа е една моја желба дека ние можеме сплотено да работиме, како што спомнав, преку конкретни политики за Зато е потребна и волја, но и ајде да не ве советуваме ние постарите, што е наша критика или самокритика, поголема доза на воспитаност и поголема доза на толеранција. Вие сите младите сте во многу поголема конекција со вашите генерации од Европа. Па знаете дека термините кои ние ги употребуваме, начинот на живот кој одамна е заборавен во Европа. Се разговара меѓу нив за кој поголема доза на толеранција има прифаќање на туѓи искуства место градење на робови тамо каде што Европа ги нема. Но тоа е предизвика за вашата генерација. Благодарам што бевте. И на вас многу ви благодарам за поканата. Така пријатен еден разговор водевме околу вредностите на вашите генерации. Затоа што сите полека се заменуваат, но едината пред се останува ваша. Благодарам уште еднаш. И на вас ви благодарам. Штиме Гачи, овде би го завршил разговорот со мојот гостин Моцуцки, овој пат напоменувам како член на високото раководство на подмладокот на ВМРО ДПМН, каде што јас поставав прашања, а вие слушнавте тези и размислувања од неговата генерација. Мене ми исклучително драго кога активни млади луѓе имаат став. Зашто разликата да се има став е да се нема став. А кога се нема став, тогаш си она што во почетокот реков, наместо граѓанин и наместо државата да ни биде, политичарите да бидат сервис на граѓаните, ние стануваме ни поданици. А затоа што немаме ставови, немаме мислење. Ако не може човек да нема мислење, или како што е мој колега во Хрватската телевизија вели, новите генерации дека научат, треба да знаат дека на Балканот има и други профитабилни занимања од криминалот и политиката. Честноста, например, довидување до новата емисија отворена на тема со некој друг гости кој ќе кажува неговите ставови. Audio Jungle.